Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, Никола Груевски и официјално призна целосен пораст на сите негови политики во изминатите 10 години. Расипничките и недомакински политики на Никола Груевски, без економски концепт и визија за развој на земјава, ја доведоа државата во ситуација да мора да се задолжи за да обезбеди пари за плати, пензии, социјални помошти, капитални инвестиции. Падна во вода целиот виртуелен свет на лажни економски успеси на Никола Груевски, со години кои го креираа преку медиумите под негова контрола, скапо платени со народни пари. Лошата состојба во економијата со години наназад беше виртуелно, лажно представувано како втора во Европа, 12-та во светот. Од вчера, граѓаните, компаниите, работниците, лекарите, земјоделците, професорите, сите знаат за целосниот колапс на економските политики на Никола Груевски, ако воопшто може да се наречат економски политики. Никола Груевски ја доведе Македонија пред банкрот, доколку земјава постојано не се задолжува. Во изминатите 10 години Груевски потроши 25 милиарди евра од буџетот, пари на граѓаните, а ја доведе државата во ситуација да не може да исплати плати и пензии. Каде се парите на граѓаните кои што со години плаќаат даноци и други давачки? Како е можно да нема пари за плати и пензии, а да се потрошат 630 милиони евра за споменици? Ако нема пари за плати и пензии, тогаш Никола Груевски нема што да чека. Веднаш треба да престане со непродуктивните трошење на парите, како за лед телевизорот од 1 милион евра, например. Виртуелната реалност на Никола Груевски е далеку од вистината, која што е поразителна. Над 180.000 граѓани во Македонија живеат со по 40 денари на ден. Над 500.000 граѓани во Македонија живеат на работ на сиромаштијата. Секоја трета фирма во Македонија е со блокирана сметка, а затворени се над 10.000 фирми. Македонија е на дното по странски инвестиции во Европа. Поради deal-oriented политиките на Никола Груевски, повеќе од 1/4 од граѓаните се иселили од Македонија, а според некои извештаи 626.312 граѓани заминале од земјата, пред се млади, образовани луѓе. Додека граѓаните осиромашуваа, Никола Груевски мислеше на провизиите, парцелите на водно, Мерцедесот од 600.000 евра, очилата од 60.000 долари и така натаму. Затоа денеска нема пари за нови болници, училишта, градинки, нема пари за војниците на границата, за лекарите, нередовно се исплаќаат субвенциите и што ли уште не. Наместо нови фабрики и отварање работни места, има празни ливади со 0 работни места. Корупцијата во изминатите години однесе многу работни места и избрака многу потенцијални инвеститори. На Македонија и се потребни промени. Секој ден што Никола Груевски го поминува на позицијата во власта, значи се поблиску до ближување на Македонија до банкрот. Почитувани граѓани, со парите од евроврзницата се обезбедија пари за плати, пензии, социјална помош и други трансфери. СДСМ не дозволи Груевски да ја загрози редовната исплата на основните потреби на граѓаните. Сите граѓани кои што честно работат и си ја заработуваат платата, пензијата, мора да ја добијат. Не зависат граѓаните од волјата на Никола Груевски. СДСМ нема да дозволи банкрот на државата, но исто така СДСМ нема да дозволи чоколади за корупција и избор на измама. Нормализацијата на институциите и враќањето на контролата на граѓаните ќе гарантира почитување на законот и уставот. Секој кој што ќе се обиде со избор на корупција, закани, уцени, притисоци или на било кој друг начин да влијае на загарантираното право на граѓаните за гласање по слободна волја на изборите, ќе поднесе одговорност согласно законот, а законот предвидува и законски казни по неколку години. На Република Македонија потребна е нова економска политика, нов економски концепт за фер прераспределба на доходот, намалување на задолжувањето и враќање на средната класа. Веќе на дело, СДСМ покажа како ќе управува со јавните фондови и финансии, транспарентно, одговорно, во интерес на граѓаните
и идните генерации. На програмскиот конгрес на СДСМ на 13 декември, заедно со граѓаните, ќе ја објавиме новата економска програма за иднината на успешна, напредна, европска Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има знаење, има стручни кадри, има визија како да ја извади земјата од овој вртлок на постојано задолжување, како да ја крене економијата и да ја предвижи напред. На Македонија е потребна нова влада, предводена од СДСМ, и тоа ќе се случи на 24 април. Заедно ќе ја изградиме Македонија како едно општество за сите. Благодарам, повелете прашање. Министерот за финансии во обвини дека политичката криза сакате да ја пренесете и на економски план. Тоа е моето прво прашање. И второто, дали заканата дека граѓаните може да останат без плати и пензии е реална или е сеење на страв? И доколку е реална, дали СДСМ ќе биде виновна ако тие останат без плати и пензии? Вака. Знаете дека СДСМ долги години се бори против задолжувањето и против овој вртлок на континуирано задолжување. А сепак одобри заменикот министер со право на вето дополнителни 250 милиони евра од проектираните 500 милиони евра преку евроврзницата, секако и дополнително 20 милиони евра заради бегалската криза кои што треба да имат функција на резерва. Не чекаа да поминат и неколку дена, побара ново задолжување од 100 милиони евра. Апсолутно на сите им е јасно дека трендот и традицијата на ВМРО-ДПМН за купување на гласови, најчесто индиректно, и истата намера која што постои до ден денеска. Ќе ги повторам само зборовите на Зоран Ставревски. Секако со овие 250 милиони евра се обезбедени плати, пензии и сите неопходни трошоци. Тоа беше од негово уста изговорено и тоа е така. Прашањето е што преку можностите со внатрешното задолжување од овие 100 милиони евра, буквално на трендот на враќањето на долговите и редовното сервисирање на обврските, само премостуваат период преку кој што ќе имат 100 милиони евра нови за индиректно купување на гласови. Една од потребите за техничка влада или преодна влада беше токму тоа, да не се дозволи изборни манипулации преку купување на гласови. Дека е сериозно државотворно посветен СДСМ, дури и кога технички е присутен во владата, покажува одобрението од 250 милиони евра. Но дека нема да дозволиме ниту мал процент на зголемување на динамиките на плаќање и исклучиво заради индиректно купување на гласови, ние сме токму тоа тука да го направиме во заштита на конечно изразена слободна волја на граѓаните. Повелете друго прашање? Дали заменикот министер Кирен Алмов има пристап до документите и информациите во Министерството за финансии и дали може да дознае колку е реалната дупка во буџетот? Согласно новиот закон за влада, пристап до сите акти, документи, информации има и дополнителниот заменик министер, во конкретниот случај во Министерството за финансии. Секако се уште информациите се чекаат да стигнат кај него, писмата се испратени, согласно секоја добиена информација, ние на најтранспарентен начин ќе ја споделиме со граѓаните. Но досегашните апсолутно информации ни укажаа дека не смееме и не е државотворно дозволиво да ставиме вето комплетно на сите 500 милиони евра. Затоа, нормално, сериозно, влеговме внатре и видовме дека 250 милиони евра е насушна потреба, ако не сакаме да го загрозиме тековното функционирање на Македонија. Но 251 милион, едниот милион, веќе е потенцијално изборно коруптивен. Затоа нема да дозволиме секако динамиките на плаќање да опаднат, но нема да дозволиме ни да се покачат, заради тоа што со покачувањето тоа де факто значи купување на гласови. Како ја коментирате идејата на Кирен Алмов за намалување на бројот на министерства и агенции и дали тоа би значило и намалување на државната администрација? Ево вака, значи, она што веќе излегува од нашата програма, која што се уште е на дебата, ќе биде завршена на Конгресот на 13 декември, дел од решенијата значат рационализација на непродуктивните трошења. Тоа што и денеска го сугерирам директно кон Никола Груевски. Веднаш да престане со непродуктивните трошења, за да не загрози плати, пензии и редовно финансирање на сите обврски на државата. Едно од решенијата е токму тоа, кое што СДСМ ќе го вети пред граѓаните, се разбира доколку Конгресот тоа го усвои и остане во конечниот документ, но ова кое што го приложивме во дебатата е
123 пратенички места да ги намалиме на 90. Вкупно, она што значи министерски места од досега 26 ресори во владата да се спаднат на 20. Делот на јавната администрација многу често го коментираме. Ние нема да бркаме јавна администрација, но ќе ја направиме максимално ефикасна, професионална, одговорна, комплетна. Она што значи трупање на партиски активисти во јавната администрација, ќе значи давање фер шанса да бидат од корисен карактер за државата, па макар биле административни асистенти на приватниот сектор во поглед на нивните административни пречки кои што ги имат во секојдневното работење. Но да има полза од секој што зима плата од државата и да биде на вистина сервис платен од народни пари, од сите нас граѓаните, секој административец да извршува честно, ефикасно и економично својата работа. Патување во Словенија. Кажавте дека нападите од Куманово ги споредувате, тоест нападите во Париз, а луѓето дека сте повратници од Сирија, како и тие во Париз. Непосредно по случувањето во Кумановско диво населје, кажавте дека структурите на власта се одговорни за овие напади. Го менувате ли ставот околу До Кумановско? ден денеска тврдам дека тоа е организирано сценарио од структурите на власта. Се надевам дека натамошната истрага ќе ги докаже сите овие работи. Впрочем, слушнавме јавно обелоденети снимки од некои вработени во Агенција за разузнавање како разговараат со тие луѓе. Имаше господинот Ахмети јавно признание при гостување дека еден од неговите активисти, Садула Дураку, непосредно пред тоа бил испратен да разговара. Еве веќе доволни конекции на власта со токму овие бандитски структури кои што беа присутни во Куманово. Ако новите докази покажуваат дека некој од нив биле во Сирија, тоа не значи дека Заев го сменува ставот. Поентата на целата дебата беше дека е пропулзивна, податлива секоја земја, кога се вака тензични работите за било каков терористички, бандитски, криминален акт или слично. Тоа беше самата таа поента. Новите информации, кои што во текот на истрагата се веќе достапни до јавноста, покажуваат дека неколку луѓе имат своје минато во Сирија, но тоа воопшто не е спротивно со претходните ставови за поврзаност на власта со токму овие структури кои што беа во Куманово, поради кои што животите ги изгубија 8 припадници на безбедносните служби на Македонија. Повелете? Господине Заев, во врска со законот за медиуми, бројни реакции на новинарските здруженија по предлогот за измени кој што беше објавен во медиумите. Сакам да ја прашам од кои земји ги црпевте искуствата при изготвувањето на овој предлог и уште ме интересира, значи, дали сте подготвени како партија да прифатите еден од законите на било која од земјите во Европската Унија, истиот да биде изгласан и имплементиран во Македонија? Ви благодарам. Сето тоа што ќе доведе до максимално одговорно, транспарентно и честно пред се професионално однесување на медиумите, а е пракса во некоја меѓународна заедница, секако дека е прифатливо за нас. Сите знаете дека забегана е работата во Македонија во поглед на медиумскиот простор. Ние денеска разговараме за важен аспект на општественото живење заради рефлексијата врз изборите. Но сите знаеме, пред се и вие новинарите и колегите, дека не ни чинат работите во Македонија. Тригерот на оваа криза е одлична можност да ги вратиме во нормала состојбите во државата. Новинарите да имат фер шанса да сработат професионално, етички и законски, секако, а гледачите и конзументите на вашиот продукт секако да добијат фер шанса сами да расудуваат. Нашата намера во преговорите е да добиеме независни медиуми кои што ќе ги почитуваат и етичките кодекси и законските решенија. Повелете? Како коментирате изјавата на лидерот на ЗНМ Нафер Самани кон вас дека вие не сте сакале слобода и демократија во медиите? Ние сме целосно водачи во борбата за слобода и демократија во општеството, така и во медиумскиот простор, кој што е еден од насушно поврзаните аспекти на живењето на граѓаните. Овој став кој што ние го имаме официјално денеска и ќе биде соопштен преку изјава, која што нашите представници во работната група во клубот на пратеници ќе го дадат и еве најавувам ако веќе не сте поканети сите, ние сме за целосна транспарентност на процесот на дебатирање во делот на она што се однесува за медиумите, но секако ние сме само една од 4 партии кои што е таму присутна и воопшто нашиот став денеска ќе биде соопштен од луѓето кои што се наши представници на СДСМ и коалиционите партнери токму таму.
Не можеме да се бориме за транспарентност на сите аспекти на општественото живење, а во делот на медиумите да немаме такви исти ставови. Затоа денеска ставот јасно и гласно ќе биде соопштен, за да нема повеќе дилеми околу нашата поставеност за учество на медиумите во дебатата за измените и дополнувањата на законите што се однесуваат на медиумите. Ако може, значи, како очекувате да се развиваат работите околу најавеното задолжување за утре од 100 милиони евра? Чи нели тоа ДИК треба да го расправа? Кои се вашите информации? Значи, дали денеска ќе заседава ДИК, дали утре ќе се оди со намален износ, можеби на аукции на државни харти од вредност? Тоа ми е првото прашање. И второто прашање, според вашите информации преку дополнителниот заменик министер, кога би требало да стигнат средствата од еврообврзницата, бидејќи нели имаше информации дека додека се чека да станат оперативни на сметка, дека може да настане тој вакуум простор, па да нема за редовни исплати во буџетот. Благодарам. Административните процедури се стандардните процедури при секое еметување на евроврзница и тие административни процедури се од неколку дена. И апсолутно верувам дека токму тие административни процедури и овој пат ќе бидат потврдени и целата постапка процедурално ќе биде завршена во делот на прифатот на парите, кој што се приход на Македонија од емитување на еврообврзницата. Јас не сум правник, но она што го знам, дека одлучувањето во ДИК на дадено вето од страна на дополнителен заменик министер треба да биде поврзано со новата структура, новиот состав и новиот начин на одлучување и законска надлежност над новата државна изборна комисија, а не на оваа старата, која што, впрочем, заради нејзината политичка определба при одлучувањето, а незаконитоста, беше основен мотив за промена и на надлежностите и на составот на државна изборна комисија, но секако правниците ќе толкуваат дали треба тоа сегашниот состав или новиот состав да го одлучува. Едно јасно, не може да има вето кога се работи за задолжување на меѓународен план, а истото тоа вето да не важи кога се работи за задолжување пред домашните банки или на домашниот пазар. Многу едноставно и логично, не мора да бидете правник тоа да го сватите. Уште еднаш потенцирам, не водиме никаков финает. Доказ за тоа се 250 милиони евра кои што се одобрени со подпис на Кире Наумов. Ние сме овде секако пред се за државата, но нема да дозволиме државата предводена од оваа влада, уште еднаш да ги повтори истите работи, што ги правела пред сите избори, а тоа е да обезбеди огромни милиони евра, кои што ќе ги вбризга во општеството, се со конечна цел купување на гласови.